Со Г Манчевска и Елена Огњанова. Добро утро. Како сте? Одлично. Ајде малку да проговориме за тоа од каде дојде идејата токму во ова училиште, токму во оваа струка да се запишете. Ајде прво Елена. Значи, идејата дојде од желбата на цвеќето, од љубовта кон цвеќето и желбата да се биде нонстоп со зеленило и со убавина, значи да ми го исполнува очите, да ми ги исполнува зеленилото. Што најмногу сакаш да изработуваш, што најмногу ве научи во училиштето? Па бидејќи одев на пракса во фирма во Мирадор, правевме многу икебани и некако многу ги засакав и од тогаш нонстоп си правам икебани. За секоја пригода прва сум што правам икебани. Ангела, ајде малку тебе да те вклучиме, немој да ни се срамиш, ти што ќе изработиш денеска? Односно веќе што работиш? Икебана. Кои се цветови ги употреби? Па овие цветови се земени од Цветан пазар. Поточно не знам кои се, ги видов едноставно, ми се допадна и ги земав. Така да сега ги комбинираме еден со друг. Визијата ти доаѓа моментално инспирација или претходно го осмислуваш аранжманот? Моментално, дефинитивно. Елена, ти? Па и претходно и моментално. Зависи со што располагам и за која пригода е аранжманот. Ти што употребуваш во твојот аранжман? Ова е папрат и зеленило, а во средината ќе одат едни цвеќиња, кои што ќе видам малку покасно. Да. Имате ли веќе нарачки, ве бараат ли потрошувачите? Па да. Да, и не само потрошувачите, него и фирмите каде што сме работеле претходно, а и нови фирми од кои што слушнале дека сме работеле, па се задоволни од тоа што го виделе. Јас ќе ве оставам да си работите, нема да ви одземам повеќе време. На крајот ќе се вклучиме повторно со уште еден разговор и ќе ги вклучиме гледачите да им доделиме еден или два цветни аранжмани, зависно тоа нели колку вие ќе подарите. Следува малку